Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, драги пријатели, добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Денешното издание го посветуваме на одржаниот 9-ти состанок на ректорскиот форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан, чиј домаќин од 11 до 12 септември беше Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во соорганизација на универзитетските алијанси Колорс, Еутопија и ЮФЕ. Ова регионална соработка е воспоставена пред неколку години, а во изминатите години универзитетите од регионот работеа заедно за да обезбедат успешно функционирање на ректорскиот форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан како важна регионална мрежа на високото образование за зајакнување на соработката меѓу универзитетите и да стане глас на академските институции во регионот. Оваа година УКЛО го слави 45 годишниот јубилеј од своето формално формирање во 1979 година и 100 годишнината од својата најстара единица, Институтот за тутун во Прилеп, но и оддава почит на 90 годишнината од првото студентско организирање во Битола. Паралелно, оваа година Универзитетот Свети Климент Охридски Битола стана партнер на Европската универзитетска алијанса Колорс, што е уште една значајна историска пресвртница за идната насока за напредок. Во светлината на овие значајни датуми, организирани беа серија настани на кои се разговараше за досегашните достигнувања и за идните можности за раст во академската заедница. Дискусиите се фокусираа на идниот развој на универзитетските алијанси, универзитетските вредности, можностите за заеднички предлози за проекти и други активности. На отворањето на форумот, поздравниот говор го одржа професорот доктор Игор Неделковски, ректор на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, кој го истакна позитивниот ефект од еден ваков важен настан како што е ректорскиот форум со синергии со европските универзитетски асоциации Колорс, Еутопија и ЮФЕ, како и Европската асоциација на универзитети што се одржа во Битола. Професор доктор Джозеф Гарел, председател на Европската асоциација на универзитети, одржа потоа пленарна сесија за Европските универзитетски сојузи и ја отвори дискусијата за универзитетските алијанси, реакцијата на универзитетите кон оваа иницијатива, влијанието, можностите и предизвиците. Тој посочи дека само 10% од европските универзитети имаат можност да влезат во алијанси, дека транснационалната соработка мора да биде од корист за сите универзитетски системи и мнозинството не сме да биде ограничено за соработка во сојузи на Европската унија. Има многу предизвици за универзитетите кои решиле да се приклучат на некои од сојузите, но и за универзитетите кои не се приклучиле на алијансите. Тој посочи дека различни земји имаат различни правни рамки, законска регулатива и финансирање, и во таа насока потребни се законски реформи. По пленарната седница следеше дискусија и размислување на председателите и генералните секретари на универзитетските алијанси. Професор доктор Торстен Мајер, председател на Колорс, доктор Матија Белоти, генерален секретар на Еутопија, Марија Валери Шек, генерален секретар на ЮФЕ и професор доктор Джозеф Гарел, председател на Европската асоциација на универзитети, разговараа за идниот развој на универзитетските алијанси. Настанот исто така даде можност за воспоставување соработка помеѓу различни европски универзитетски асоциации. Во рамки на форумот се одржа и Генералното собрание, на кое се дискутираше за годишниот извештај, финансискиот план, извештаите и плановите на работните групи и иницијативите за нови членства. На 9-тиот ректорски форум за нови членови примени се 3 универзитети: Универзитетот Аристотел во Солун од Грција, Универзитетот за применити науки во Урошевац од Косово и Универзитетот Иса Болетин во Митровица. По пладнето на 11 септември, учесниците беа поделени во мали паралелни групи за да разговараат за можностите за соработка во рамките на акциите Мари Склодовска-Кири, програмата Унијадриан Јонијан Интерек и други заеднички проекти и активности.
Универзитетите се обврзаа и за зајакнување на соработката преку мрежата на центри за напредни студии и преку заедничко аплицирање за европски и други проекти, организирање на заеднички настани, конференции, симпозиуми, размена на студенти и кадри и други активности. Вториот ден од ректорскиот форум беше посветен на дискусија за вредностите на универзитетот. Представниците на Универзитетот во Сараево, професор доктор Рифат Шкријеј, ректор, професор доктор Енита Накаш, проректор за меѓународна соработка и професор доктор Жилка Спахик Шилјак, го представија интегритетот на универзитетите, Универзитетот за мир и родова еднаквост и различност. Потоа на тркалезната маса, на која учествуваа професор доктор Мирјана Николиќ, ректор на Универзитетот за уметности во Белград, професор доктор Газела Пудар Драшко, директор на Институтот за филозофија и социјална теорија на Универзитетот во Белград и професор доктор Наташа Поклар Улрих, институционален координатор на Еутопија на Универзитетот во Љубљана, разменија мислења и искуства за вредностите на универзитетот. Останете со нас, по музичката пауза ќе имате можност да слушнете изјави на дел од учесниците на ректорскиот форум што минатата недела се одржа во Битола. Zapalky na polnoc se ljubať skázalky a komu li ona večerva nudi usni mesto večera. Se topac snegovi, a ona od prsti negovi. Hajde dečko, ušteli tardaj, Božja krv pod nežini od kraj. Nek me razbije crno ti kveško, crno ti kveško, koj ne sakal, toj ne znaje.
И како што кажавме претходно, во продолжение ќе ги слушнете изјавите на дел од учесниците на ректорскиот форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан, чиј домаќин минатата недела беше Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Им поставивме две прашања. Како ректорскиот форум, како важна регионална мрежа за соработка, им помага и им користи на денешните универзитети и како да се одржат и прилагодат вредностите на универзитетите за сегашните и идните генерации. Ќе ги слушнете професор доктор Иван Светлиќ од Универзитетот во Љубљана, кој го координира ректорскиот форум и се занимава со организацијските прашања, професор доктор Агрон Байрактари, ректор на Универзитетот за применети науки во Феризај Косово, професор доктор Иван Чолак, проректор за наука и развој на Универзитетот во Мостар, професор доктор Мирјана Николиќ, ректор на Универзитетот за уметности во Белград и професор доктор Рифат Шкријај, ректор на Универзитетот во Сараево. На почеток, професор доктор Иван Светлиќ од Универзитетот во Љубљана. I think this region has been very much differentiated in different ways, split into countries. Сметаме дека овој регион долго време беше разделен, поделен во различни држави, граници, култури, јазици и дека овие подолби можат да се решат само преку ваква соработка, преку соработката на универзитетите. Се надеваме дека ќе се зајакне понатаму соработката и на народите се со цел да можеме заедно да функционираме. It's of life and economic life and social life. Well, there's a question whether universities should follow values because in the past they taught us that science must be value free. Прво прашање е дали воопшто треба да се прилагодат вредностите на универзитетите, бидејќи се вели дека науката треба да биде објективна и да не зависи од вредности. Но во секој случај вредностите се нешто што е дел од секој универзитет, дури вклучено и во документите на универзитетите, па можеби подобро прашање е како овие вредности ќе се менуваат, дали ќе се менуваат и кои вредности ќе останеме да ги следиме во нив. The value systems of universities as well. I am Agron Bayraktari, rector of the University of Applied Science in Ferizaj, Republic of Kosovo. I think that it's a very good opportunity to know each other more, to work together, and especially the topics. Мислам дека ова е важна прилика за нас и за соработката во овој регион и се надеваме дека од денес ќе бидеме и полноправна членка на овој форум. And we will be also a member, full membership of the forum. I'm working as a rector for 9 years. We have to see what is the innovations. Јас сум ректор веќе 9 години и сметам дека важно е од година во година да се прилагодуваме на новите генерации и новите потреби на студентите. Работите се менуваат и важно е модерните универзитети да бидат во чекор со тие промени. Еден начин да останеме во чекор со тие промени е да учествуваме на вакви форуми, да се умрежуваме и да соработуваме, за да се осигуруваме дека имаме универзитети кои ќе одговараат на потребите за идните генерации. Where we come and also in whole Europe and the world as well. Good day, I'm Ivo Čolak. I'm Vice Rector of University of Mostar, Vice Rector of Science and Development. I think that Rector Forum of Southeast Europe and Western Balkan. Здраво, јас сум Иван Чолак, проректор за настава и наука од Мостар. Овој форум е особено важен за нашиот универзитет и регионот, а особено важен за малите универзитети како Универзитетот во Мостар и овој универзитет во Битола, за ние заедно да можеме да се вклучиме во големото европско семејство. First involved in European family of universities. Thank you. Ja sam Mirjana Nikolić, rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu. Ректорски форум е почел... Ректорскиот форум, кој започна како една скромна иницијатива, денес прерасна во заедница на голем број универзитети од Југоисточна Европа и Западен Балкан. И мора да кажам дека од последните собири по пандемијата, по 2021 година, Ректорскиот форум исклучително многу им помага на нашите универзитети, за да се запознаеме со најзначајните трендови во областа на високото образование, со новите конкурси и секако како да се поврземе за да бидеме посилни. Povezali i bili jači.
Meni je veliko zadovoljstvo što ću sutra učestvovati upravo na okruglom stolu. Мене ми е големо задоволство дека утре ќе учествувам на така лезната маса која се занимава со вредностите на универзитетите и во своето излагање ќе се обидам да ги истакнам битните вредности за иднината како инклузија, почитување на човековите права, демократските вредности и сметам дека универзитетот денес мора да се менува од ден во ден за да ги следи трендовите и да одговара на сите кризи и ризици кои би се појавиле, а живееме во време кога тие кризи и ризици се секојдневни. Исто така мислам дека универзитетот треба да биде силно поврзан со заедницата и навистина да ги слуша потребите на заедницата и секако во согласно со тие потреби да ги менува своите политики. Етичноста и интегритетот се исто така важни вредности и верувам дека сите наши универзитети, не само оние што се членки на ректорскиот форум, туку генерално сите се подготвени да ги следат ваквите вредности и цели. Da slede ovakve vrednosti i ciljeve. U ime Univerziteta u Sarajevu sam na ovom forumu u ulozi rektora. Ja sam profesor Rifat Škrijelj. Završavam svoj drugi mandat i 8. godinu rektorskog mandata na Univerzitetu u Sarajevu i imam veliko zadovoljstvo što sam prisutan na 9. rektorskom forumu Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana ovdje u divnom Bitolu i što je naš kolega Igor i Univerzitet iz Bitola naš domaćin. Od našeg osnivanja ovog foruma koji se dogodio... Од основањето на нашиот форум, кој што се случи на 24 септември 2018 година на Универзитетот од Нови Сад, кога наш домашќин беше почитуваниот колега Душа Николиќ, сегашен ректор на Универзитетот во Нови Сад, до денес, нашата поврзаност и мрежата на нашите универзитети од регионот на Југоисточна Европа и Западен Балкан ја унапреди својата соработка и веќе како резултат на нашата соработка на ниво на овој форум имаме разменето значајни искуства од областа на високото образование и науката. Се представивме пред Европската унија како организирани универзитети поврзани во регионот. Направивме една наша мрежа и од формирањето овој форум го подпишаа над 30 директори од Југоисточна Европа и Западен Балкан. Ова е наш 9-ти форум и мислам дека е драгоцен за размена на искуствата на нашите универзитети, ако имаат своја различност во поглед на историските почетоци и развојот, достигнувањата во полето на високото образование и науката и посебно е важно дека ние сега, организирано, можеме да настапиме кон универзитетите од Европската унија како универзитети од подрачјето на Југоисточна Европа и Западен Балкан. Можеме, преку размена на наши професори, академски кадар и студенти, да се зближиме и да ги чуваме врските кои се особено важни за унапредување на високото образование и науката. I čuvati neke veze jako važne za unapređenje visokog obrazovanja i nauke. Moramo pratiti razvoj visokog... Мора да го следиме развојот на високото образование и науката во Европа и мора да се модернизираме, да ги усовршуваме нашите студиски програми и да ги усогласуваме со потребите на пазарот на трудот. Треба да ги исполнуваме очекувањата на Европската унија ако сакаме да ги користиме европските фондови. Мора да бидеме транспарентни. Нашите универзитети мора да бидат засновани врз сериозни постулати на сериозен интегритет во областа на високото образование. Нашата мрежа мора да има особено отворена меѓусебна соработка и во секој случај мора многу да се работи на подигање на квалитетот во областа на високото образование и истражувањата. Истражувањата се многу важни, бидејќи врз нив почива квалитетот на научните трудови, а врз квалитетот од научните трудови почиваат референците на нашите истражувачи, нашите академски кадри и со самото тоа и рангирањето на нашите универзитети, бидејќи во светот се особено важни тие критериуми. U svijetu je jako važno na tim kriterijima. Продолжуваме со музика, а потоа и за останатите активности што се реализираа во рамките на 9-тиот ректорски форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан. Шалгија покрај авлија душата ми разгалија ти си мелена
čeka, duri do veka. Na 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 na. За време на одржувањето на 9-тиот ректорски форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, како членка на Европската универзитетска алијанса Колорс, одржа уште две важни случувања. Промоција на мобилниот колаборативен простор CoSpace за размена на идеи, соработка и поврзување меѓу академијата и соработниците од бизнисот, граѓанскиот, владиниот и образовниот сектор, и теренско истражување на тема туризам, активност на работен пакет 3 од Алијансата Колорс, кој се одржа на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид. Колаборативниот простор, односно CoSpace-от, кој беше поставен на широк сокак, освен од граѓаните на Битола, беше посетен и од учесниците на форумот, а секако и од представниците на Европските универзитетски алијанси Колорс, Еутопија и ЮФЕ. Во продолжение ви ги пренесуваме изјавите од професор доктор Торстен Мајер, председател на Колорс Европската алијанса, подпредседател на Универзитетот во Падерборн, Германија, и професор доктор Јануш Капуцњак, ректор на Универзитетот Јан Длугаш од Полска, кој е дел од алијансата Колорс. Introduce yourself, please. Yeah, my name is Torsten. Моето име е Торстен Мајер, јас сум подпредседател за национални односи на Универзитетот Падерборн во Германија и исто така сум председател на Универзитетската алијанса Колорс. Дали може да се рече дека иднината на високото образование е во универзитетските алијанси?
Yeah, I really strongly believe so because I think you need an alliance. Навистина силно верувам во тоа, затоа што мислам дека ни треба сојуз од посветени партнери кои сакаат да соработуваат на сите универзитетски теми и конкретни нови можности за студентите и за истражувачите. For researchers. Покрај бенефитите за студентите и кадарот, што може да се очекува како придобивка за регионите и општеството како целина? Yeah, actually, not just working together on university level is a big Заедничкото работење на универзитетско ниво е голем дел од Colors. Ние сакаме да работиме заедно со нашите региони и да ги прифатиме регионалните предизвици. Да работиме на нив со членовите на универзитетите, студентите и истражувачите. На овој начин сакаме да ги поврземе регионите кои предонесуваат за решавање на регионалните предизвици. to solution of regional challenges of a particular region. Yeah. I am the Janusz Kapusniak from the Jan Długosz University in Częstochowa. Јас сум Јануш Капушњак од Универзитетот Јан Длугош во Полска. Од 1 септември оваа година бев избран за директор на универзитетот. Претходно бев проректор, одговорен за интернационализацијата на мојот универзитет, вклучен во Colors. I was involved in the Colors Alliance. Дали може да се рече дека идината на високото образование е во универзитетските алијанси? Yeah, of course, I am agree with this thesis because I think that Секако дека би се согласил со оваа теза, бидејќи мислам дека сите во Европа бараат некаков вид соработка и интернационализација. И тоа е многу важно за секој универзитет, кадар, академици и за студентите. Staff for academician and also for students. Покрај бенефитите за студентите и кадарот, што може да се очекува како придобивка за регионите и општеството како целина? Yeah, I think that the very important thing is the Мислам дека социјализацијата и соработката се многу важни. Соработка не само во областа на науката и образованието, туку и во размената на културата и историјата на нашите универзитети. Thank you. Како што кажавме, на 13 септември 2024 Факултетот за туризам и гостителство беше домаќин на значајно теренско истражување, означувајќи ја втората активност од овој тип за УКЛО работен пакет 3 во рамките на Универзитетската алијанса Colors. Настанот вклучи 20 учесници, истражувачи, професори, студенти од трет циклус студии, представници на локалните власти и професионалци од реалниот сектор. А присутни беа и дел од учесниците на ректорскиот форум. Фокусот на настанот беше интеракцијата на туризмот и културните елементи, конкретно разгледувајќи го културниот туризам, заштитата на културното наследство и гастрономијата, како клучни фактори на привлечност за туристите. Ne me prašuvaš, da li ti je svejedno, ne mi kažuvaš, kako mi je ne svađaš, ne me prašuvaš, da li ti je svejedno, ne mi kažuvaš. Jedno srce imam, dušo, srce vljubeno, po tebe mi čuka pije ko izludeno. Jedno srce imam, dušo, srce skršeno, nema neveri da trpi, sve je svršeno.
za сега. Толку ти е неважно каде од сега. Како ми е не гледаш, не те за сега. Не гледаш, а во мене нешто умира. Едно срце имам, душо, срце влюбено. По тебе ми чука бие ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено. Нема не вери да трпи, се е свршено. Едно срце имам, душо, срце влюбено. По тебе ми чука бие ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено. Нема не вери да трпи, се е свршено. Кон крајот на ова издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио по ФМ Битола, уште да кажеме дека во рамки на придружната програма на Ректорскиот форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан, домаќинот Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во Народниот театар во Битола организираше и мултимедијален театарски перформанс Еден век наука и знаење во режија на реномираниот Дејан Пројковски, посветен на јубилеите на УКЛО, 100 години од основањето на Научниот институт за тутун во Прилеп, 45 години од основањето на универзитетот и 90 години од првото студентско организирање во Битола и неговата колоритност произлезена од боите на Колорс. Исто така гостите има можност да го посетат светски познатиот музеј за тутун и Научниот институт за тутун во Прилеп, а се запознаа и со богатото културно-историско наследство на Охрид, познат по воодушевувачките езерски панорами и статусот на светско наследство заштитено од УНЕСКО. Гостите, учесници на Ректорскиот форум, замина задоволни од Битола. Во заклучоците од настанот, организаторите истакнуваат дека Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, како дел од Европската универзитетска алијанса Колорс, успешно ги спои учесниците на форумот со представниците на европските универзитетски алијанси, што му обезбеди епитет на незаборавен домаќин. Се нагласува дека овој концепт на УКЛО се оствари благодарение на координираната и успешна соработка на академскиот раководител на УКЛО Колорс, професор доктор Рената Петревска-Нечковска, со тимот на ректоратот задолжен за оперативните аспекти, наставниот и административниот кадар, студенти, здружени партнери и соработници. А после се сега тешко е. Се лутам на себе си кога те мислам, се лутам на тебе што не сум јас иста. Ме промени времето со тебе. Кажи ми како да заборавам, кажи ми како да ти простам пак, кажи ми како да научам без тебе јас да живеам. Кажи ми како да заборавам, да заминам таму кај што нема јас, на твоето лице да се сеќавам, од срце во мое да ти испричам.
kога те мислам, се лутам на тебе што не сум јас иста. Ме промени времето со тебе. Кажи ми како да заборавам, кажи ми како да ти простам пак, кажи ми како да научам без тебе јас да живеам. Кажи ми како да заборавам, да заминам таму кај што нема јас, на твоето лице да се сеќавам, од срце во мое да те избришам. Кажи ми како да заборавам, кажи ми како да ти простам пак, кажи ми како да научам без тебе јас да живеам. Кажи ми како да заборавам. Почитувани, тука го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а уреди и водеше главниот одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Сакам да те слушнам, кај да си јас ке дојдам по
Укло ФМ, Битола, септември 2024 година. Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk